Добар ден. Ова е почетокот на Фактор здравје, вашата здрава навика, која повторно и денеска е на вистинска патека под мотото Мислете на себе, повторно да ви понуди нова тема, нов гостин и нова можност за заедничко комуницирање. Денешната тема и тоа како актуелна во светски рамки, а за што конкретно ќе зборуваме и кој ќе биде пред се ваш и мој гостин во студиото, ќе откриете по оваа прва најава. Денешната тема со која што сакам уште еднаш да ве поздравам и да ви посакам добре дојде во Фактор здравје се однесува на сексуално преносливите болести, кои што представуваат глобален здравствен, економски и социјален проблем, би рекол. Она што загрижува е податокот кој што го презентираше Светската здравствена организација, според која близу половина милион луѓе годишно на светско ниво се нови случаи или се откриваат како носители на некое сексуално преносливо заболување. Денешната емисија на тема сексуално преносливи болести со акцент на сифилисот ќе ви ја представиме преку гостувањето на професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог и воедно вонреден професор на факултетот за медицински науки во Штип, дел од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професоре, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добро е, најдов, благодарам на поканата. За оваа наша денешна тема не испровоцирува заедничко ваше пред се дело и животот е сексуално пренослив и тука веднаш едно кратко прашање како добре дојде или загревање. Се уште зборуваме за сексуално преносливи болести, иако технолошки и би рекол умствено и во однос на развојот, човештвото е многу напред, но во оваа област сигурно превенцијата и тоа како треба да се земе пред се во предвид. Тешко кратко да одговорам, на технологијата отиде напред, меѓутоа доминира се провлекува еден факт дека ние не мислиме или забораваме на нешто што било историја и што се уште е тука. Ние сакаме да го премостиме со новите технологии, меѓутоа некои болести се уште тука, а сексуално преносливите си тоа како голем глобален проблем и не случајно Светска здравствена организација двои годишно по околу 20 милиарди американски долари за превенција на овие заболувања. Да. Значи огромна е бројката, над 400 милиони само сексуално активни луѓе во светот годишно добиваат некоја сексуално пренослива болест, кои за жал веројатно би биле помалку доколку оваа тема не би била табу тема. Нели тема на која не сакаме да зборуваме или едноставно отворено не сакаме да признаеме дека нели и за сексуалноста и за болестите кои се пренесуваат преку неа. Професоре, благодарам за овој воведен дел. По блокот реклами ве поканувам да останете со емисијата и доколку имате интерес да ни се придружите со ваши прашања. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакне имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира реконвалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, гербален лек од валеријана, маточина и хмелј, за убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Неплодноста е проблем за кој што ние во Newborn Clinic нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Newborn Clinic се бори за секој нов живот. Кога внучето ќе посака нешто, Стојан не се двоуми да му ја исполни желбата. Да не беше болката во коленото, куќичката за птици одамна ќе беше на дрвото. Ибутоп кремот ја намалува болката и ја подобрува подвижноста.
Не пропуштајте ги моментите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Сега, за истата цел, помага и Ибутоп гел. По природи сам, неки би рекли, хипохондер. Ја то називам бригом о здравју, превентиво. Зато sam odlučio da mi u brizi o zdravlju i sprječavanju eventualnog genetskog faktora pomogne preparat G132 plus natural. G132 plus natural, moj zbor za zdravi dugi život. На тема сексуално преносливи болести со акцент на сифилисот денеска во Фактор здравје аспекти ќе ви предочиме преку разговорот со професор доктор Вело Марковски, кој што е специјалист инфектолог и воедно вонреден професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Доколку имате интерес, во продолжение ве очекуваме на 6091925 и 6091924. Професоре, рековте и уште еднаш би потенцирал дека иако сме многу напред во однос на технолошкиот и сеопфатниот развој на човештвото, сепак зборуваме денеска за превенцијата и првиот чекор кој што треба да се направи за заштита од овие сексуално преносливи болести. Дали тоа значи дека овие болести само по сексуален или полов пат или полов акт може да се пренесат? Генерално групирани се во групата на сексуално преносливи заболувања, иако можат и по друг начин, директен пат да се пренесат. Меѓутоа, се разграничува бидејќи они најчесто се пренесуваат по сексуален пат. Повеќе од 30 на причинители, вируси, бактерии, паразити можат да се пренесат по сексуален пат, меѓутоа најчесто се работи за 8 причинители, сифилисот, гонорејата, хламидија, микоплазма како бактериски, трихомонасот како трихомонас вагиналис како паразитарно заболување и ХПВ вирусот, херпес вирусите и хепатит Б. Хепатит Б вирусот се пренесува на повеќе начини, на многу начини, меѓутоа еден од во денешно време најчесто и ХИВ вирусот го заборавивме, значи што предизвикува СИДА, нели? Да, во покасниот стадиум предизвикува СИДА. Веројатно за хепатит Б и за ХИВ премногу се знае, премногу се експлоатирани тие теми. Еден парадокс има, веројатно така е денешницава, така функционира, така живее, таму каде што се користат скапи лекови, тие се попопуларни болести и премногу се зборува, нели, за нив. Од друга страна имаме болести кои од прилика се тука или многу процентуално позастапени, и тоа или не сакаме да мислиме за нив, или едноставно ги заборавивме. Значи, бројките се огромни. Спомнавме над 400 милиона само сексуално активната популација. Некаде над 140 милиони во светот трихомонас вагиналис инфекции Светска здравствена регистрира. Тука некаде се хламидија инфекциите, исто многу чести. Гонорејата, 85, над 80 милиони годишно се репортираат во светот, и сифилисот околу 6 милиона регистрирани случаи во светот. Природата на болеста, веројатно покасно ќе Да, и она што мене ме асоцира е сифилисот првенствено сигурно луѓето ги асоцира на машкиот полов орган на пенисот, но дали еве од сифилис можат и жените да заболат? Значи, можат во било која возраст, било која популација да се разбори од сифилис. Таква е природата на инфекцијата, значи најчесто е асоциацијата со гениталиите. Тоа пишани се случаи кај професионалци, појава на тој тврд чир или улкус дурум и на други делови на телото, на прсти кај гинеколозите, таму каде што се допрела спирохетата, нели, како причинител. Многу е битно, значи, дел од овие болести се лекуваат, успешно се лекуваат. И сифилисот се лекува, меѓутоа веројатно е лошата страна што лекот за сифилис е 10 денари, нели? Пеницилинот е од прилика 10 денари. Тестовите се исто така ефтини, иако не е едноставно дијагностицирањето, серолошката потврда на сифилис е малку комплицирана. Настанува нејасноти, многу има околу да, може и патогенезата да објасните или текот на болеста како одиеве веќе кога
Да, секако. Само да довршам, значи дел од овие болести успешно се лекуваат, ако се диагностицираат. И хламидијата може и трихомонасот да се и да не остави последица по репродуктивното здравје. Ако се лекува како што треба. И сега проблем се вирусните заболувања. Меѓутоа, за волја на вистината, хепатит Б веќе имаме многу добра, успешна вакцинација и превенција во западните држави, кај нас за среќа почна и тука веќе ќе ставиме контрола на хепатит Б. И сега останува ХИВ инфекцијата, затоа што пак херпес симплекс 2 вирусот е многу присутен. Ние живееме со херпес вирусите. 20 до 40% од популацијата го носи и тоа останува во нашиот организам. Исто и ХПВ се во огромен процент. По мене сега, зошто сакам да го потенцираме сифилисот. Значи, сифилисот е една болест која во Европа ја немало. Колумбо ја донесол од новиот свет како подарок за стариот свет и во прво време многу се проширува брзо сифилисот и првите 100 години со многу голема вирулентност. Потоа вирулентноста му напаѓа, значи опаѓа, не е толку смртоносен. Или способност да се прилагодува, нели, тој вирус? Тоа е бактерија, значи грам негативна спирохета. Можно е да изгубила вирулентност бактеријата или пак човекот да се прилагоди. Бидете, таа борба, тој имунитет меѓу микро и макроорганизмот постојано трае, нели? Може би човекот се прилагоди или пак вирулентноста. Не е јасно, меѓутоа се намали вирулентноста на бактеријата, меѓутоа остана во тие неколку векови поред до пронаѓањето на пеницилинот, сифилисот еден број 1 проблем. Значи, најмногу се умирало, преку 20 до 30% луѓето во тоа време умирале од последиците на сифилис. Значи, некаде 1900 година веќе е откриен, 1903 мислам е откриен бактеријата, 906 веќе и првата вакцина, овај диагностички тест го прави Васерман. Меѓутоа они немаат лек, веќе го знаат причинителот и пробуваат да се справат со тој проблем. И се замислите, у тоа време се прават студии на испитување на болеста, се пратат по 400, по 500 луѓе во период од 30 до 40 години. Се следат да видат каква е таа болест. Значи, во тие 30 години тие испитаници да се накашла го забележуваат. И ние од тогаш имаме многу добри податоци како оди сифилисот. Се измислува пеницилинот и веднаш се става многу, значи ниједна болест нема такво влијание на некој лек како што е пеницилинот на сифилис. Значи сифилисот се става под контрола и во денешни рамки рековме се репортираат околу 6 милиони званично во светот, што не е малку. За споредба, да речеме, ХИВ позитивни нови имаме 2 милиони. Значи од сифилис имаме 3 пати повеќе. Значи се лекува сифилисот, не е проблем. Проблем е што природата на болеста е таква да најголемиот дел ќе останат непрепознаени. Значи светска здравствена веќе имаме 6 милиони, меѓутоа најверојатно во светот се заразуваат 12 милиони годишно. Токму заради тие неоткриени или недиагностицирани. Значи, што се случува? 3 до 90 дена инкубацијата, бидејќи бактеријата и треба да се размножува некаде 30 сати се делбата им трае и најчесто е влезно место гениталиите. И кај мажите и кај жените. Ако е таја, првичниот број на бактериите доволно голем, ќе резултира после ова инкубација со појава на карактеристичен знак за сифилис, тоа не знам дали имавме слика, може би да покажеме, е тој така наречен тврд чир. И тоа е, веројатно, лекарите веројатно ќе го препознаат. Може да би ни 100%, меѓутоа ќе го препознаат ако пациентот се престрами да каже дека има таква рана, значи голема чирче со тврди ивици. Меѓутоа, што е лошото за нас, што таа рана не боли. Нели, болката е често пати иницијатор за одење на лекар. Да. Значи те тера, те боли, ова не боли. Бидејќи не боли, онда или не се иде на лекар или се пробува сам нешто да се земе. Во тој период се јавуваат изголемени лимфни жлезди, ингвинално и така натаму, и тие не болат. Меѓутоа, еве да речеме тие 6 милиони. Ако спирохетата, односно трепонемата, нели трепонема палидум, е во мал број во почетокот, значи примарната инфекција може да помине без овој карактеристичен укус дур. Дури 57%, значи по
бројни цитирани со висок импакт фактор списанија, дури 57% од примарните инфицирани нема да развијат улкус дур. Они ќе имаат некоја папила, значи некоја променичка, може ќе имаат погиб, може и да немаат. Устоа исто не ги боли. Лимните јазди не болат, рековте? Не болат и тие се тие проблематични, значи уште најмалку уште 6 милиони во светот кои немаат никакви последици. Потоа следи секундарната, односно да, ова е примарниот сифилис, поделен во 3 фази, и следи секундарниот сифилис кога веќе настанува спирохетата влегува во крвта и се проширува преку крвта во било кој орган. Значи во било кој орган може да даде манифестација. Меѓутоа тука имам исто некарактеристични клинички знаци. Значи ако некој добил сифилис, ако има чир ќе се јави на лекар, ако нема зошто би се јавил некоја променичка која не го боли, нема некои температури и така нато. Сега во оваа фаза може да има субфебрилни температури, да се јавуваат некои знаци кои фарингит, ларингит, несоница, главоболки, бидејќи спирохетата има посебен афинитет кон централен нервен систем и кон крвните садови и срце. Дури, значи двата највитални органи. Највитални. Дури 40% ако се прават во овие студии, нели, кога се пунктирани, кога имале лумбална пункција е правена, да појаснам, се наоѓаат абнормалности иако немале клиничка слика во ликворот. Тие може да имаат главоболки, несоници, губење на интелект, парези, многу е не е мал процентот на нагло губење на слух, мениер, вртоглавици и така натаму. Што може да асоцира на друго заболување, нели, друга патологија. Тоа беше поентата, значи ниеден денешна медицина веќе не го препозна сифилисот, не знаеме, не сакаме да мислиме на него. Значи ниеден оториноларинголог кој ќе има некое губење на слух или кој ќе има мениер, никогаш нема да побара испитување за сифилис. Значи еве во денешно време би побарал некој потврда серолошка кога би имало чир, но да нема чир. Да. Ја се извинувам, професор, имаме некого на линија, не чека, дали може да го слушнеме и ќе продолжиме за овој аспект од разговорот. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Ало, да. Добар ден, господјо, ве слушаме. Едно општо прашање, на кој дел од телото обично се појавува чирот? Чирот мислите? Да. Да. Добро, благодарам за вашето прашање. Сакате веднаш или подоцна? Да не заборајме. Значи најчесто на гениталии. Да, вие веќе споменавте, но еве убаво е повторно. Кај мажите на пенисот, на главата на пенисот, кај жените на големите усни, тука е најчесто. Меѓутоа можно е било каде, ако има допир, рековме на прстите, на било кое, ако има директен контакт нели со. И не мора да чеша или да дава некоја манифестација. Не дава никакви знаци, тоа е лошото. Значи после во овој втор дел или секундарниот сифилис можно и да се јават разни осипи по кожа. Кожните лекари ќе ги препознаат како акне вулгарес, екзантем, папули и така натаму и така натаму. Има еден плантарен осип по дланки и по стапала, исто е доста карактеристичен, не е само за сифилис, може и други причинители да го дадат, меѓутоа тој период исто така може да се посомневаме поради тоа бидејќи е карактеристично да побараме потврда на сифилис. Потоа се смируваат овие симптоми и следи латентен период. И после 5 до 30 години од примарната инфекција влегуваме во тој доцен сифилис, кога веќе спирохетите се насекаде и може било која клиничка слика. И сега што е проблемот? Значи ние рековме од тие студии што се правени пред пронаѓање на пеницилинот, големи студии, да речеме на 400 обдукции. Тоа веќе сериозна, да, сериозни бројки со високо научно значење. Значи они веќе кажуваат дека инволвирање на мозокот е многу поголемо, дури 35%, не е како што клиничка слика дава 10 до 15% и 10% ќе дадат разни состојби на срцето, најчесто анеуризмите. Значи тоа карактеристично за сифилис, анеуризма на аорта. Или проширување. Проширување како балон се прави. Сега кога анализираме што викаат современиве кардиолози, зошто им се јавува анеуризма? Анеуризмата е со преваленца негде 6 на 100.000, тоа е кај нас. Значи да речеме 100 или 120-30 анеуризми само на торакалната аорта,
Значи, тоа е прво на асцендентната, на трансферзалната и трето место е на аортата на преодот со бубрежните артерии. Значи, таму на трето место се явуваат овие аневризми, бидејќи спирохетите се размножуваат во средниот мускулестиот слој и го уништуваат. Мускулниот слој го уништуваат и бидејќи ќе останат без мускулен слој артериите, таму лесно ќе настане проширување како балон, кое може да пукне и да настане веднаш. И се интересно е, современиве кардиолози признаваат дека 85% од аневризмите етиологија не можат да најдат. И ги ставаат во кошот на дегенеративни промени на средниот слој на аортата. Описот патохистолошки на овие дегенеративни промени со описот на промените кога се гледа сифилис, нели, на зафаќање на се идентични, скоро идентични. Што најверојатно е последица, нели, како последица на тој касен или доцен или терцијален стадиум на сифилис. И тука сега имаме проблем. Значи, имаме голем процент од овие пациенти ќе развијат симптоми од централен нервен систем. Ќе имаат парези, парализи. Денешна медицина ќе ги препознае како полирадикулонеурит, ќе ги стави во еден кош со нејасна етиологија. Потоа ќе ни се јават губење на интелектот, деменции, дури психијатриски болести, параноја, шизофренија. Да не речеме ербова парализа или флакцидни парализи или парализи на карактеристични за сифилис, веројатно невролозите ќе ги препознаат. Меѓутоа, вакви некои хемипарези и така натаму, воопшто нема да се посомневаат дека се последица на сифилисот, на бактеријата, да. Значи, тоа е главниот проблем и многу важно е што бактеријата лесно се лекува во примарниот и во секундарниот стадиум или фаза. Веќе во терцијалниот веќе е проблематичен резултатот од терапијата која ќе даме. И затоа е важно да мислиме на оваа болест, на овие состојби, бидејќи бројот на компликации е голем. Бројот на процентот на во клиничките манифестации веројатно искако пред пронаоѓањето на пеницилинот кај овие кои не сме ги диагностицирале. Сигурно. Уште една јавување имаме, може да го слушнеме, професоре, благодарам. Добар ден. Ало. Ало, добар ден, господјо. Да ги информирате младите дека е тоа наследна болест и се одразува на видот. Добро. Кај децата ова така наречено криво гледање. Добро. Благодарам за вашата сугестија и учество. Професоре, блок реклами имаме, а потоа ќе ја продолжиме темата и денешните аспекти за сексуално преносливите болести. Силен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. ДНА Анифарм, групација 5, трговски центар Капитол. Нашите знања и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди, консултации и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика.
Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилијарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055 333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со екзајмер лазер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Zašto ste cijeli život na dijeti, a niste uspjeli postići svoje željene rezultate? Probali ste sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća, žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Po prirodi sam, neki bi rekli, hipohonder. Ja to nazivam brigom o zdravlju, preventivom. G132 plus natural, moj izbor za zdravi i dugi život. Уште еднаш ве поканувам на 6091925 и 6091924 да се јавите доколку имате интерес и да поставите прашање на тема сексуално преносливи болести до професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог и воедно вореден професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професоре, пред моето следно прашање да искоментирате или да одговорите на господјата. Да, богата е клиничката слика на сифилис. Значи се смета најголемиот имитатор во медицината. И се уште се смета, кој го знае сифилисот, мора да знае цела медицина, или ја знае цела медицина. И од, веројатно, ќе кажевме, меѓутоа од многу податоци, што повеќе да избереме краток е терминот. Значи, видот може да биде зафатен. Рековме кранијалните нерви, вториот нерв, седмиот, значи, парези, парализина, фацијалис појава, меѓутоа генетски не се пренесува. Значи, не е и тоа е едно од заблудите, или дека, еве, можеби ние сме генетски отпорни на сифилис, така испаѓа. Бидејќи у Македонија се репортираат по 4 случаи годишно, односно последните не 4, во последните 10 години, бидејќи во некои години има 0, имаме вкупно 22 случаи на сифилис регистрирано. Значи тоа е 0,1 на 100.000. Што покажуваат светскиве статистики, светска здравствена, развиени земји. Значи, не е добро ако во една држава не се репортираат случаи на сифилис. Тоа не значи дека е добар здравствениот систем, него напротив, значи не е добар здравствениот систем. Бидејќи еве соседство, Бугарија репортира 5 случаи на 100.000. Романија негде 8 или 9. Грција, Хрватска, Словенија имаат по 2,5, Малта има 11 случаи на 100.000 жители. Србија има 5 случаи на 100.000. Ние имаме 0,1 на 100.000, најверојатно 0,1. Значи тоа не е... А здравствениот систем да не коментираме каков не е. Па тоа е веројатно затоа што ние не сакаме да мислиме, не го препознаваме сифилисот. Од една страна рековме еве овие фази пробав да објаснам специјалистиве кои би требало да го препознаат сифилисот. Тука има многу се уште за работа и докторски тези да се направат, да се испитуваат во сите овие области што ги спомнавме. Реално, бидејќи јас сум долго во медицината, ние не мислиме на сифилис. И генерално преска спомнавме, на некој начин гинеколозите сексуално преносливи болести ги покриваат добро кај женскава популација. Тоа станува проблем машката популација, бидејќи ова е мултидисциплинарна област. Не се само уролозите, нели, одговорни? Нема кај да се обратат. Значи, некои од болестиве ќе ги лекува дерматовенеролог, некој инфектолог, бидејќи са ХИВ инфекција не може да лекува дерматовенеролог. Значи, потребно е најверојатно, едно од моите замисли е со пишување на оваа книга да ја популаризираме темата, во наредниот период да се воведе специјализација
како специјалисти, доктори кои ќе бидат по сексуално преносливи болести. Тоа мислам дека веќе во Англија и така натаму го има. Бидејќи таа група останува непокриена. Луѓето кои ги имаат, бројките се тие. Не може ние во Македонија гонореја прикажуваме по 4 случаи годишно. А во светот се рапортираат 85 милиони. Ако земеме процентуално, јас сакам математика, значи некаде во Македонија реално се случуваат по 20.000 новоинфицирани годишно. Ние регистрираме само 4. Добро, таа оди полесна клиничка слика. Уште две јавувања имаме. Професоре, дали може да ги слушнеме? Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте на линија? Уште еднаш ви посакувам добар ден. Добар ден. Зборувајте слободно, ве слушаме. Па сакам да го поздравам професорот, пошто ми е пријател, па така. Голем поздрав до професорот, вело. Добро. Сакате да се представите? Да, јас сум Веса од Нерези, поздрав голем до него. Добро, благодарам. Господја Весна чинам дека се јави и следното јавување дали е на линија. Добар ден. Слободно јавите се доколку имате интерес. Професоре, рековте дека во првата и втората фаза или втор стадиум на болеста успешно се лекува. Пеницилинот го споменавте, но што е со дена или месечна инекција може да се даде една и да биде сосема доволно. Веќе во терцијалниот стадиум или во третата фаза веќе е проблематично лекувањето, меѓутоа и тогаш може кај некои пациенти да се успее да се стави контрола да понатаму не се размножува бактеријата. Да, или да се умре, не дај Боже, нели од компликациите, бидејќи кажавте се многу сериозни, многу. Смртноста и сега постои. Значи спомнавме во тие серии пред пронаоѓање на пеницилин, дури во една серија, дури во општата смртност на таа серија од некаде 400 аутопсии, некаде 20% беа умрени од причини од сифилис во тоа време. Значи најголем проблем им бил во медицината. И денеска една операција на анеуризма некаде од 8 до 12.000 евра кошта. Веројатно со тие пари или со 2 анеуризми, ако спасиме со превенција, не можеме да направиме скрининг, толку се ефтини тестоите на цела активна сексуална популација. Сигурно. И одно што сакав уште да ве прашам, превенцијата ќе ја споменеме, но што е со оние кои што ќе се излекуваат од болеста од сифилисот? Дали има можност повторно да се јави или тие стекнуваат траен имунитет? Па сега тоа е и дали остават последици по репродуктивното здравје? Дали повторно би дошол во контакт сега со истиот причинител, веќе такви податоци јас се искрено не најдов, не сум нашол во литературата, бидејќи од сексуално активно 20 до 30 години, па ако трае болеста 20 до 30 години, многу се мали шансите да повторно, инаку веројатно има се појави. А што е со оние последици, дали ако се излечи остава последици по репродуктивното здравје и кај мажот и кај жената? Бидејќи ова се сексуално активни луѓе кои што значи не само сифилисот. Современиве оделенија за контрола на репродукција, веќе се тоа званични податоци. Порано сметавме дека жената е таа што е одговорна за стерилитетот. Тоа сите нови податоци кажуваат дека пола дури мажите се повеќе од пола во проценти. И сите овие сексуално преносливи болести оставаат последици на репродукцијата. Сифилисот секако, ние не знам дали ќе стасаме, значи во тој период латентен кој може да трае до 4 години, сите 4 години е заразлив инфицираниот. После тоа веќе не може да пренесе зараз. Значи тоа е доброто. Меѓутоа што се случува, значи ако во тој период од 4 години, нели, кога нема тегоби, остане бремена жената, така ќе пренесе инфекција на плодот. И тогаш имаме така наречен конгенитален сифилис. Бројките се околу 300.000 деца се раѓаат со конгенитален сифилис во светот. Значи, ако се случи во првите месеци, ќе се роди мртов плод. После ќе се родат со последици.
од седласност и така натаму, со оштетување на кардиоваскуларен систем, качесонови заби и така натаму и така натаму. Значи бактеријата работи уште интраутерино кај плодот. Да, имаме конгенитален сифилис, значи голем дел од нив ќе абортираат, а останатите ќе се родат со последици. Некоја последица. И само за крај, професоре, имаме уште една минута. Која е превенцијата најдобра? Дали заштитените сексуални односи се гарант да не се пренесе и не се заболи? За сифилисот да. Значи заштитените односи секако со користење на презервативи ќе бидат доволно и понатаму многу важно е да подигнеме свеста на целиот здравствен систем. Моја желба е ако успееме да еден ваков предмет прилагоден да го уфрлиме во образовниот систем, некаде во 7-8 одделение или во прва година во средните училишта, значи еден лесен, прифатлив материјал, меѓутоа да ги едуцираме нашите деца. Да не се плашат, нели, како што рече претходно господјата, да не се плашат од сексот. Бидејќи и насловот на книгата и животот е сексуално пренослив. Ние не можеме да се плашиме, меѓутоа нашите деца или ние сознанието за сексуалните односи и за болестите сме ги добивале од различни начини, непотврдени зависност од изворот, секако и начинот на презентирање. Добро е да биде ова во школите, да они рано се запознаат со овие болести и со сексуалните односи. Да, ви благодарам, професоре, за вашето прво гостување во Фактор здравје. Покана повторно да бидете дел од емисијата и секое добро. Ви благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш, ми беше задоволство. Професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог, беше денешен гостин во Фактор здравје. Ви благодарам за вашиот интерес и внимание и поздрав до следната емисија. Пријатно.